Средствата потребни за да се постигне зелен и рамномерен развој во сите сфери на општественото живење се поголеми од опфатот на буџетот на секоја земја. Исто така, придобивките, но и одговорноста за постигање на одржлив развој е заедничка на сите чинители во општеството. Оттаму, ако сакаме да имаме одржлив развој, клучно е во тој развој да се вклучат сите чинители во општеството, вклучувајќи ги финансиските пазари и приватниот сектор. Banks and institutional investors, such as pensions, insurance and investment funds, and other private investors, also have an important role to play by targeting their services towards companies that pay due attention to good environmental, social, and corporate governance practices. Ние сме членка на на мрежата за зелени финансии. Покрај тоа, оваа година климатските промени ги вклучивме како една од стратешките цели на Централната банка во нашиот среднорочен стратегиски план, а исто така спроведовме и анкета. Купниот износ на зелени кредити е релативно мал, околу 150 милиони евра, или тој изнесува само 2,5% од вкупните кредити. Но позитивната страна на тоа е што овој износ расте, значи трендот е растечки. Минатата година растот беше 23%, а оваа година продолжува тој раст, но со нешто позабавена ставка. Да кажеме, само во областа на финансирање на производство на електрична енергија во обновливи извори, во последните 3 години се одобрени 72 милиони евра за овие проекти, а само Шпарка се има одобрено 33 милиони евра. Тоа ќе биде вториот предизвик покрај обезбедувањето на финансиски средства, знаењето на компаниите, на консултантските компании, на банките да ги подготвуваат и оценуваат таквите проекти. By working with banks, for example, we have the principle for responsible banking. There are 6 principles that, when banks integrate them, allow them to have a better alignment, better impact and target setting, better engagement with clients and customers, stakeholders, and to, in the end, provide better transparency and accountability on how their finance is actually going towards, let's say, financing the SDGs. Традиционалните финансиски извештаи ги адресираат историските настани, традиционалниот начин на финансиско известување на некој начин ги изоставува нематеријалните средства кои што не се мерат во компанијата и не може да се признаат согласно меѓународните стандарди за финансиско известување. И банките и сите останати финансиски институции секако дека треба дополнително да ги јакнат овие започнати напори за вклучување на аспектите на одржливоста како критериум за инвестирањето.